Во текот на вчерашниот и денешниот ден превентивно се состана дел од кризниот штаб на ниво на општина Прилеп. Цело време ја следиме временската ситуација и они обилни врнежи кои што беа претежно во текот на утринските часови во вчерашниот ден. Некои поголеми проблеми нема, освен поголеми наноси на земја лисја од целото сливно подрачје, од централното градско подрачје. Меѓутоа имаме активно чистење на улиците од страна на водовод и канализација, јавното комунално предпријатие, пожарната е вклучена, а додека пак за каналите и околината е вклучено и Прилепско поле. Се реагираше и во текот на вчерашниот ден, меѓутоа ќе се реагира и денеска. Водостојот на Црна е зголемен за цели 2 метри. Градската река, освен за време на обилните врнежи, во текот на вчерашниот ден, водостојот е нормализиран. Исто така, поголеми проблеми имавме во пониските делови на Пелагониската равница, односно населените места кои лежат на пониско. Мало Којнари, Големо Којнари и Галичани. Имаше проблем во 3 кои со навлегување вода во подрумите, а додека Мало и Големо Којнари немаше поплавено куќи, освен некој дел од датарот на селото. Иначе поголеми проблеми имавме во населбата Тризла, бидејќи навистина беше пороен дожд. Улица Радовишка, Мечкин камен, Дабнички завој, традиционално се поплавува. И така, мислам дека во наредниот период очекуваме стабилизирање на временските услови, додека пак екипите на Комуналец, водовод и канализација, пожарната од Прилеп, другите јавни предпријатија, како и Прилепско поле, цело време ќе бидат на терен со реагирање со цел да се доведе во правобитна состојба, иако нема некои поголеми штети од врнежите и кризниот штаб секој ден, додека траат ваквите временски услови, не ради некои поголеми потреби, меѓутоа ради превентива ќе се состанува. Дали рековте неколку куќи во населените места поплавени? Каква е со нив моменталната состојба? Има ли земјоделско земјиште под вода? Има најмногу во татарот на село Загорани, меѓутоа таму е проблемот со подземни води, се на високо ниво. А иначе со она што се направи во овој период со поставување на поголеми насипи на реката Црна и на просторот кај Кадино село, со помош на Прилепско поле, спречено е поголемо поплавување на Пелагониско поле. Имаше повеќе пријави за поплавени визби, на терен се реагираше со пумпи, на исцрпување на водата во градот, тоа беа околу 15 на кујки кои лежат на пониско и во населените места само во Галичан имавме пријава од 3 кујки кои исто така се на пониско, меѓутоа во текот на наредниот период ќе пробаме да решиме овие некои црни точки да нема понатаму поплавување со правење на одредени испусти и насочување на водата надвор од овие куќи. Значи, цело време има координација помеѓу Центарот за управување со кризи, дежурниот телефонски број 195 ги прима сите пријави. Значи, координираме со пожарната единица, со локалната самоуправа. Значи, нема место за некоја поголема паника. Водата е скоро повлечена, само како што напомена градоначалникот, нивото на Црна река е зголемено, а значи моментално не е критично, бидејќи оние отвори што беа на Црна река се затворени. Конкретно во 8 часот сабајлето намерното место е 3,40 Црна река, а вчера беше 1,40 м. Значи водата е сега после дождов, дојдена од планинските делови и сега е зголемено нивото на Црна река, а не е за време на поплавата. Во овие населени места, значи, таква е конфигурацијата на теренот. Самата почва е премногу со вода, не може да абсорбира вода, како што напоменавме во Загорани и на другите места. Значи, не се работи за излевање, туку е премногу вода што самата почва не може да ја прими. Тука останува, значи, еве конкретно за Дабничка број 8, пожарната единица беше на лице место, интервенција да направи, но не може интервенција бидејќи вода нема тука. Таква е таа куќа или ствари 1 до 2 куќи до 3 што се во самата река, нема интервенција, значи и малку дожд има, кај нив навлегува вода. Тоа е проблем што тие луѓе треба седи во градби што треба да се преместат тука. Значи, она што го спомнавте, неколкуте визби, сето е санирано ли? Значи, визбите скоро уште во текот на вчерашниот ден
се малку во визби водите, се поиќаме интервенции од водовод на канализационата мрежа поради паѓање на листоите сенскиот есен сега, а листите да паѓа во улиците, канализацијата се запушува, значи водовод имаше околу 20 интервенции на канализацијата во градов, значи отпушува канализацијата по улиците, а во 4 до 5 куќи, значи интервенција кај што може да се направи интервенција, бидејќи сега имаме дојави ако ќе појда екипите за 5 сантими не може да се уклучи помпа за да може да прави интервенција. Значи тука е работа кај што може да се заврши со џогер или со други работи таа вода да се собери. Имате ли податок во Прилепско колку наврна? Значи податокот за овие до текот на вчерашниот ден меѓу 80 и 90 литри на метар квадратен во Прилепскиот дел, значи до денеска се околу 100 литри некаде, зависи од кое е мерно место, затоа кажувам од до, бидејќи на едно мерно место имаме 80, на друго имаме 85 до 90, значи се различни тука. Среќа е во овие моменти што ова е за 24 часа, доколку беше на пример за 1 сат или 2, тогаш тоа е премногу количински на вода. Промнозите што ги имаме добијано, значи се менуваат на секои 2 до 3 часа, значи доаѓаат и редовни и вонредни промнози. Моментално промнозите се дека ќе имаме мало смирување за овие 2 дена. На состојбата со дождовите, од четврток се најавува пак некои врнежи спрема моменталните дојави што ги имаме промнози добијано од управата. Па какви ќе бидат, значи во текот на утрешниот ден и довечер, дали ќе добијаме нови промнози, моментално е тоа. Вие сте припремни на тоа? Па центарот значи ги прима дојавите, не реагира, значи таа разлика треба и новинарите сите да правите, значи субјектите градоначалникот кажа. На штабот. Да, значи по потреба ние како центар за управување со кризи значи пратиме состојбата и за општина Прилеп и Кривогаштани и Долнени. Во општина Кривогаштани имавме дојава за село Крушејани за Крушевска река. Таму градоначалникот на општина Кривогаштани беше исто на лице место, кажа дека механизација ангажираше, дека нема никаков проблем, се работи за еден канал, а не се исчистени каналите, значи нема никаков проблем. За Долнени досега немаме дојава. Координацијата продолжуваме понатаму. Мислам дека до овој момент нема потреба свикување на регионален штаб. Во времето, во деновите на интензивни врнежи, екипите на водовод и канализација извршија преку 20 интервенции на канализационата мрежа, отпушување на затнати сливници и канализациони мрежи по улични места, критични улични места. На сите дојави од граѓаните е излезено на терен и е интервенирано и во општина Прилеп и во населените места каде што имавме ангажман на повеќе часовен ангажман на механизација и критичните места беа решени позитивно, значи не очекуваме некои поголеми проблеми. На сите дојавувања излегуваме како дежурните екипи на водовод и канализација, така и екипите кои што се свикани за дополнување заради проблематичната временска ситуација. Значи, после врнежите на вчерашниот ден интервенирахме на улица Тризла, од Будимаш, Димо наредно, кој до денес се завршени тие, Иволова Рибара од Салида до семафори и утре ќе продолжиме на излез према Кичево, имаме таму нешто посетно и нормално комуналство наредните ден ќе продолжи да ги спери улиците од прашните работи, ќе се продолжи таа тура.